преку непочитување на волјата на мнозинството македонски граѓани, а со помош од надвор, домашните платеници се обидуваат преку двојазичност да не втурнат во амбисот наречен кантонизација и федерализација, се истакна меѓу другото пред присутните на вториот протест за собир во Штип. Сега е часот да застанеме на патот на ова сценарио и на оваа антимакедонска стратегија. Мора да бидеме подготвени и да ги искористиме сите средства кои ни стојат на располагање. Бажо Китанов, долгогодишен декан на Педагошкиот факултет и универзитетски професор по македонски јазик, истакна дека двојазичноста нуди осаменост, а оние кои сметаат дека имаат две татковини, два јазика и две мајки, осудени се на две тугини, две маки и половина јазик. Може да се разговара, да се преговара и договара за се што е важно од животот на секој граѓанин, но не и за нашето свето тројство, името, јазикот, идентитетот. Граѓаните на Штип се едногласни дека и понатаму ќе ги поддржат протестите на Сдруженијето за заедничка Македонија и од ден на ден ќе бидат помасовни, се до остварување на конечната цел за очувување на македонската самобитност и сувереност.